Ако кажеме добро, не носиме вакви одлуки и не учествуваме во гласањето во парламентот, треба да кажеме што. И тогаш логично доаѓа избори. Какви предвремени избори ви се молат? Одговорот на зачуденоста на портпаролот на ВМРО ДПМН е брзи избори до крајот на ноември, на кои владеачката коалиција би настапила со заеднички листи во обид да освои двотретинско мнозинство и да ги стигне роковите за финализирање на спогодбата со Грција, предуслов за членство во НАТО и преговори со Европската унија. Ова е сценариото Б, што би се активирало ако не успее сценариото А, поддршка од најмалку 80 пратеници во овој парламентарен состав за уставните измени. Контактите почнуваат веднаш, а Заев не сака да потроши повеќе од 10 дена за разговори. Проценката е дека до 11 октомври треба да се знае дали има обезбедено 2/3 поддршка во парламентот, за да почне постапката за пристапување кон уставни измени. За тоа се необходни уште 8 пратеника. Калкулациите колку се социјалисти, остана еден пратеник од ГРОМ, има ли некои други од малцинствата, на крајот се завршува дека ВМРО ДПМН треба да биде дел од решението. Ако ВМРО ДПМН не е подготвен за такво решение, евидентно е дека губи многу. За првиот човек на Македонскиот центар за меѓународна соработка нема дилеми дека референдумот бил неуспешен, но со голем легитимитет. Александар Кржаловски смета дека избори се поизвестна опција, иако не исклучува епилог со сегашниот собраниски состав. Може да се убедат неколку претеници од ВМРО ДПМН да ги поддржат уставните промени, точно со таа логика дека над 600.000 граѓани се определиле јасно за договорот, што е поголем легитимитет од, да речеме, последните два председатели, Иванов и Црвенковски. Во таа смисла може да се очекува и такво дејство, но од изјавата вчерашно на ВМРО ДПМН веројатно ќе се обесхрабри таква постапка на пратениците и ќе остане неминовно да се оди на избори. Дали ВМРО ДПМН може да очекува нешто од тие избори е дискутабилно, како и се би било шпекулација сега, бидејќи е сосема можна предизборна коалиција на сите што беа во коалицијата излези за. Премиерот Заев денеска најави дека ќе го испочитува неодамнешниот договор со Мицкоски за формирање пржинска влада пред секои следни избори, што е преточено и во закон, но во рамките на уставните 60 дена во кои мора да се одржат евентуалните предвремени избори. Законот, уставот ги предвидуваат сите следни чекори, тоа е решено. Добро е што однапред на лидерски средби ги решиле, парламентот ги усвои промените во законот за владата, така да ако дојде до тоа да формираме влада, тоа значи ќе очекуваме веднаш технички министри за внатрешни и труд и социјала, заменици министри кои ќе се предвидени, технички премиер, се стигат роковите, да, тогаш се скратени рокови, се оди во согласно закон и устав во брзите постапки, имајќи во предвид дека треба да стигнеме и до роковите со Грција. Тоа е важното, но сето тоа е решено, постои легислатива, законодавство и така ќе го решиме. Тоа значи дека нема да бидат изборите така брзи доколку се случат? Баш ќе бидат многу брзи. Неколку дена, значи дека се стига така 25 ноември кој што го спомнав. Крајот на ноември се стига и тоа со неколку дена во резерва. На 25 ноември ако бидат изборите, тоа значи дека ќе има доволно време новиот парламент со веројатно повеќе од 2/3 освоени пратеници на коалицијата за Европска Македонија да размислува за модалитетите како да го надомести изгубеното време. Значи, внимателно го погледнав деловникот на Собранието на Република Македонија. Ако имате 2/3 поддршка во парламентот, може тамо да ги искусите дел од роковите, кои реално во оваа постапка која сега имаме, ќе траат 100 денови. Реално може да се преполови тој термин, да се направат уставните измени и да се запази рокот кој е даден, тој е почетокот на јануари, веќе да имаме завршена работата. Но таа е варијантата која треба да ја искалкулира и Мицкоски. Најдобро е заради политичкиот амбиент кој би се создал во Република Македонија, сепак ВМРО ДПМН да размисли во овие неколку дена, нема многу време. Состојбата е таа, има само две алтернативи. Една е ВМРО ДПМН да најде начин да остави сега пратениците по собствено убедување да гласаат во парламентот, но тоа е преризично за Заев. Заев мора да биде убеден дека го има двотретинското мнозинство за да влезе во парламентарна процедура. Какви предвремени избори ви се молат? Она што вчера се случи беше дека бројките го покажаа расположението на граѓаните кон договорот со Грција.
За какви предвремени избори разговараме тука? Тоа значи дека ВМРО не е за предвремени избори? Тоа ќе видиме. Следува процес кој што е најавен, следува уште многу процеси. Дали ќе дојде до предвремени избори, ќе видиме. Овие денешни одговори на портпаролот на ВМРО ДПМН се само продолжување на синоќешните колебливи изјави на неговиот партиски шеф Мицкоски за можноста за предвремени избори. Ова беше битка за Република Македонија. Не беше битка за предвремени или било какви други избори. Така што се однесува до Зоран Заев не треба да се подготвува за предвремени избори. Зоран Заев треба да се подготвува за заминување во трајна политичка пензија. Сака или не сака Мицкоски предвремени избори, бидејќи синоќа не беше многу одреден. Од една страна рече дека власта го нема легитимитетот после овој глас, после вчерашниот глас на граѓаните, меѓутоа од друга страна вели Заев не треба да се подготвува за предвремени избори, туку треба да се подготвува за предвремена политичка пензија. Малце контрадикторно, а таа политичка пензија може да дојде за Заев само преку избори, на ниеден друг начин. Да, чудно е што ВМРО ДПМН уште во јуни, кога повара предвремени избори, ги лоцираше во март, а не веднаш. Сега истото се случи, малку е чудно тоа, дали се уште траат процесите на консолидација во партијата и нивната подготвеност за евентуални избори не е на доволно ниво. Иако по резултатите од анкетите и ние што ги правевме и други агенции, мислам дека не би требало да избегнуваат избори, дека веројатно тоа ќе е единственото решение, ако навистина нема волја кај дел од пратениците од ВМРО ДПМН да ги поддржат уставните промени. Мислам дека Мицковски беше контрадикторен во тој дел од изјавите, но од друга страна Мицковски со вчерашниот резултат стана фактор на политичката сцена. Со сите мани на кампањата на ВМРО ДПМН, со сите своји калкулирања, но евидентно е дека во овој момент тој е оној со кој ќе треба Заев да седне да се договори во делот на поддршката за уставните измени. Ако нема таков договор, ќе се соочат на предвремените избори. Чиста е ситуација да мислам дека Мицковски е свесен за тоа и кога тој би бирал, веројатно не би избрал да има предвремени избори сега на 25 ноември. Тогаш, како до уставни измени?